ова издание. Големо снежно невреме во САД, не во Вашингтон, на југот на земјата. Петата генерација на бежична технологија прави револуција во светската економија. Зошто САД се загрижени? Нова студија покажа дека хемотерапија не е потребна за многу видови рак на дојка. Ке ви кажем и за ова. Останете со нас. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Лилица Китановска. Политичките теми на Вашингтон викендов ги поклопија вести за големото невреме што го заобиколи главниот град, но тешко го погоди југот. Еве што знаеме до овој момент. Во делови од Вирџинија, Северна Каролина, Јужна Каролина, Западна Вирџинија и Тенеси наврна од 30 до 60 сантиметри снег. Голем број сообраќајни несреќи во регионот заради лизгавите патишта, а само аеродромот во Шарлот откажа повеќе од 1000 летови. 300.000 луѓе, конзервативна бројка, се без струја. Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш денеска ги пофали 150 нации за усвојување на глобалниот договор кој треба да го напреди начинот на кој светот се справува со протекот на мигранти. Тој зборуваше на отварањето на дводневна конференција во Маракеш, Мароко. Европскиот суд на правдата денеска пресуди дека Велика Британија може да се откаже од Брекзит и да остане во рамките на Европската Унија. Одлуката од Луксембург доаѓа еден ден пред гласањето во британскиот парламент, каде треба да се одлучи дали договорот за Брекзит, што премиерката Тереза Меј го постигна со Брисел, ќе добие зелена светла. Многумина експерти веруваат дека петата генерација бежична технологија ќе направи револуција во светската економија. Велат ќе доведе до попаметен, ефикасен и поврзан свет. Сепак се стравува дека Кина ќе искористи оваа можност да ги уништи бизнес делките и да ја намали позицијата на САД во светот. Јела Де Франчески објаснува како. Новата пета бежична технологија или 5G ќе донесе милиарди нови онлайн апарати кои ќе го променат начинот на кој живееме и работиме. Со светлосна брзина ќе дојде до развој на напредни технологии кои ветуваат и милиони нови работни места. Кина очекува да победи во оваа трка. Планот, направено во Кина 2025 година, кој беше представен минатата година, јасно ја открива незината крајна цел, а тоа е не само да обезбеди технолошко лидерство, туку и потенцијално да владее. Имаме сериозен играч кој е предизвик не само за САД, туку и за светот. Проблемот е што новата технологија ќе ја доведе во прашање американската национална безбедност и економската стабилност. До сега најмалку 61 држава имаат договор или планираат да му дадат шанса на кинескиот гигант Huawei. 10 од нив, меѓу кои Британија, Португалија, Италија, Мексико и Филипините, веќе најавија дека почнуваат со користење на оваа бежична мрежа. Растечкиот број држави кои го земаат предвид Huawei е поврзан со кинеските ефтини бизнис делки, велат индустриските лидери. Кина сака да ја подржи ваквата опрема во досега невидени граници. Овој пристап ги опфаќа енергетските и веб компании. Постои дипломатски притисок и инвестиции во инфраструктурата во држави кои имаат финансиски тешкоти. Кинескиот развој ја зголемува загриженоста во Вашингтон околу присуството на Huawei во држави каде има американски воени бази како Германија, Италија и Јапонија. Компанијата Huawei е позната и по незините врски со кинеската армија и разосновачките агенции. Нашите вооружени служби кои ќе користат 5G технологија во Азија, Европа, Блискиот Исток ќе треба да ги споделуваат информациите низ овие бежични мрежи под контрола на кинески компании. Но советникот на поранешниот председател Џорџ Буш помладиот Карл Роф вели дека Кина не е безпрекорна. Кина има репутација на неквалитетна опрема. Во Африка и Азија веќе има сомнеш за тоа дали и натаму сакаат да зависат од кинеската технологија. Трета работа е дали Кина има доволно пари. Кинеските и американските лидери веќе разговараа за овие прашања на маргините на самитот Г20 во Аргентина. Откако ќе им биде диагностициран рак на градите, многу жени одат на операција по која следи хемотерапија и зрачење. Но нова студија покажува дека ако болеста се открие доволно рано, жените би можеле да ја избегнат хемотерапијата. Керол Пирсон има повеќе.
Откако и беше диагностициран рак на градите минатиот април, Еми Адам повеќе го цени времето со семејството. Кога ќе дојде до тоа, семејството е најважно. Сите се тука и се грижат за мене. Адам имала среќа што ракот е откриен рано, кога туморот бил само 4 мм. Незиниот третман бил со зрачење. Не примав хемотерапија. Доктор Емили Обрайт од Универзитетот Мисури вели дека многу жени со рак во ран стадиум може да избегнат хемотерапијата. Студијата објавена во New England Journal of Medicine покажува дека со генетско тестирање може да се утврди веројатноста за враќање на ракот. Истражувањето открива дека жените со низок ризик од повторување на ракот немале корист од хемотерапија. За жените со висок ризик се препорачува, но лекарите не знаат како да ги советуваат пациентите изложени на среден ризик. Неодамнешните резултати појаснија дека кај жените со среден ризик од повторна појава, повеќето немаат корист од хемотерапија. Многумина знаат дека мачнината, губењето на косата, заморот се последица од хемотерапијата. Но хемотерапијата исто така може да предизвика и оштетување на срцето и на нервите. Хемотерапијата може да биде избегната ако ракот е рано откриен. Колку повеќе учиме за биологијата, толку подобро можеме да ги обликуваме третманите за специфичен вид тумор. Има мали, но агресивни тумори и поголеми, но помалку агресивни. Скринингот беше од клучно значење за рано да се открие ракот кај Адам. Мамограмите можат да детектираат грудка 2 години пред жената воопште да ја почувствува. Адам вели дека е големо олеснување што не мора да оди на хемотерапија. По новата студија, повеќе жени ќе може да се лекуваат без негативни странични ефекти. Кога е студено надвор, божичната атмосфера може да се почувствува и во затворено во Вашингтон. Едно од тие места е Националната ботаничка градина, лоцирана веднаш до нас, меѓу Конгресот и зградата на Гласот на Америка. Привлекува илјадници посетители од секаде и со добра причина. Декорот е исклучителен, а изложбата е бесплатна. Дебора Блок не води таму. Божик е на прагот, надвор е студено, а во ботаничката градина е топло. Вистинско задоволство да се видат 31-та реплика од историските железнички станици во САД, изградени меѓу 1800-та и 1970-та година. Ова е забава за сите, од 2 до 92 години. Кашмира Пхати дошла со синот да ги видат возовите. Ова е едукативно и забавно во исто време. Изложени се популарни модели на возови, кои кружеле под божикните елки во 50-тите години на минатиот век, од 1910 до 1960 година. Возовите може би се ново искуство за децата, но возрастните носталгично се сеќаваат на нив. Мислам дека се уште помалку се мечтае за возовите во САД, бидејќи луѓето помалку ги користат. Поголемиот дел од железничките станици се уште постојат, вклучувајќи ги они од Монтана, Охајо и Колорадо. Ако погледнете одблизу, ќе видите уште нешто уникатно кај овие железнички станици. Тие се направени од различни растителни материјали. Направени од растенија како стапчиња од цимет или винова лоза. Повеќе од стотици различни видови растенија се користени за изложбата. Покрај историските станици, во ботаничката градина е изложена и спектакуларна колекција, која е направена од растенија, а ги прикажува знаменитостите во Вашингтон како Белата куќа, Конгресот, Врховниот суд и железничката станица. Посетителите се одушевени. Гениално и креативно. Ми се допаѓаат природните елементи. Фантастично е. Дел од изложбата се и 2 украсени елки, едни од најголемите во Вашингтон со внатрешна декорација, како и повеќе од 3000 саксии со традиционални божикни цветови. Го гледавте News Flash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Лилица Китановска од студиото во Вашингтон. А ако сакате бесплатен календар, сега е време да се пријавите. Имате само уште неколку дена. Појдете на нашата Facebook страница со целосна адреса и назнака за календар. А јас ви благодарам што не гледате и понатамо и ве поздравувам до утре. VOA
today presents the following National Geographic program as we continue to explore the world around us. Gorongosa National Park sits right in the middle of Mozambique. In 1964, a long war for independence broke out against Portugal, and that was followed by an even longer civil war that lasted until 1992. The armies fed off the wildlife in the park, and by the time that war was over, there was almost no animals left in the park. It was left for dead. Thank you. I grew up in Africa. My parents moved to Africa when I was 3 years old. I grew up collecting snakes and lizards, bush babies, and all kinds